ново издание на регионалните вести. Во него ќе гледате: 44 пациенти со COVID-19 се хоспитализирани во клиничката болница во Тетово. За сега ситуацијата е релативно стабилна, но болницата се подготвува за секаков исход. 18 ноември е датумот кога пред 76 години Гостивар го доживеал конечното ослободување. По тој повод Сојузот на борци денес организираше одбележување. Гостиварскиот муфтија Шакир Фетаху е новиот поглавар на исламската верска заедница во земјава. Изборот на нов прв човек на ИВАЗа доаѓа половина година по разрешувањето на Сулеман Реджепи. Четири пациенти со COVID-19 се хоспитализирани во клиничката болница во Тетово. За сега ситуацијата е релативно стабилна, но болницата се подготвува за секаков исход, поради што се прави реорганизација. На инфективното и на двата ката во интерното оделение во клиничката болница во Тетово моментално се хоспитализирани 44 пациенти со COVID-19. Сите се со потешка клиничка слика, поради што им е потребна кислородна поддршка. За жал, битката со вирусот вчера ја загубија 2 лица. Имаме околу 44 хоспитализирани пациенти. За жал, вчера имавме 2 смртни случаеви. И сите се уште на кислородна терапија, тешки пациенти. Да речем, за среќа имаме намален број, но кога имаме смртни случаеви, тоа не е добар знак дека вирусот знае да биде многу опасен. Така да сме имали смртни случаеви со нејасна ситуација, клиничка слика. За сега ситуацијата е стабилна во однос на капацитети и медицински персонал, но болницата се подготвува за секаков исход, поради што се прави реорганизација. Ако вака продолжи, ние више почнаме сите клиники да ги намалиме. Фактично ние направивме реорганизација. Ги земаме лекарите, ги земаме медицински сестри, било кој персонал, за да ни помогне до ковид центарот. Сега не значи дека тој тип на кадар е супер квалитетен, но како и да е, ние мора некако да се снајдемо. Ако во иднина има таква потреба, ние сме спремни све да блокираме, као мој термин и сите други работи, само со пациенти, до задниот кревет. Све на располагање на тие што се наитни, тоа секаде во светот. Вчерашната статистика на Институтот за јавно здравје за Тетово и околните општини по подолго време покажа двојно поголем број на оздравени од нови случаи, односно 79 лица се избориле со болеста, додека 40 се заразиле. Инаку бројот на активно болни изнесува 992, а од почетокот на пандемијата досега во овој регион се регистрирани вкупно 3222 случаи на COVID-19. Денес е светски ден на антимикробна резистенција, кога и се потенцира опасноста од непотребно пиење антибиотици. Денот посветен на рационална употреба на антибиотиците нуди можност секоја година да се придонесе кон подигање на свеста за неопходноста од одговорно користење на антибиотиците и за ризиците поврзани со нивната несоодветна употреба. Отпорноста кон антибиотици е растечка закана за глобалното здравје. Пандемијата на COVID-19, но и стравот кај граѓаните, драстично ја зголеми потрошувачката на антибиотици. Одат во одредени ординации, приватни или попладни или ноќно време и им препишуваат колегите антибиотици или самите инсистират, после доаѓаат некои и кај нас инсистират да им се препише одреден антибиотик само заради тоа дека се плашат за не дај Боже да им се случи нешто, без да ги имат потребните направени анализи, без да имат, ако е потребно, една графија да се види на плуќата, посегнуваат по антибиотиците и со самото тоа ја прават таа резистенција, која за жал ние не знаеме се уште колку ќе трае пандемијата на COVID-19, да се надеваме дека тоа што поскоро ќе заврши, дека ќе се најде
ќе излезе соодветната вакцина со која ќе стекнеме имунитет целото население, бидејќи ова се случува во целата земјина топка. Вирусот како вирус нормално дека ќе постои и понатаму, но ќе имаме еден стегнат имунитет, но проблемот е во тоа што пошто голем број на пациенти, на граѓани земале антибиотици и продолжуваат да земат на своја рака, дека ќе имаме после проблем со таа резистенција која ќе ни се појави од самите антибиотици, бидејќи пијат многу антибиотици и за жал ги пијат оние најпотентните антибиотици од поновите генерации. Микробиологот професор доктор Никола Пановски, кој е и председател на Комисијата за контрола на антимикробна резистентност на Македонија, посочува дека за 57% е зголемена потрошувачката во првите 9 месеци од оваа година за разлика од истиот период минатата година на лекот азитромицин, таблети од 500 мг, кај нас познат како Сумамет. Во истиот период се препишани 70.000 рецепти за овој лек, повеќе во споредба со 2019 година. Минатата година во првите 9 месеци се препишани 65.000 рецепти на цефиксим од 400 мг, познати како Панцев, за разлика од истиот период оваа година кога биле препишани 75.000 рецепти, што е 17% повеќе од минатата година. Тоа се 10.000 рецепти на Панцев повеќе од лани. 18 ноември е датумот кога пред 76 години Гостивар го доживеал конечното ослободување. По тој повод Сојузот на борци денес организираше одбележување со положување на цвеќе и осврт за потсетување на значајниот празник. Гостивар ја живее својата 76-та година како слободен град. 18 ноември е значаен датум од историјата на Гостивар, испишан како ден на конечното ослободување. По тој повод, Општинскиот одбор на Сојузот на борци организираше пригоден настан. Заради пандемијата годинава изостана традиционалната свеченост со културно-уметничка програма и доделување признанија. Сепак, празникот на градот се прослави со положување на цвеќе и пригоден осврт за историските моменти од ослободувањето и значењето на датумот. Ослободувањето на Гостивар го подготвија и извршија единиците на 15-тиот македонски корпус од 41-та и 48-та дивизија и 7-та бригада на 49-та дивизија. Денес го одбележуваме најзначајниот ден од историјата на Гостивар, која беше ослободен и се создадени услови за слободен живот во слободна Македонија. Од тој ден, 18 ноември 1944 година, нашиот град пулсира како слободен град и се движи по патеката на својот постојан развој. Во Народно-ослободителната војна животот го загубиле 322 активни борци од Гостиварскиот регион, како и 158 жртви на фашизмот. Тие со својата жртва гранитно го цементираа темелот на слободата. Затоа денес се навраќаме пред 76 години за да се посетиме и да им оддадеме почит и признание на нашите предходници. Ми им должиме траен почит и слава. На сите гостиварци, каде и да се, од името на Општинската организација на Сојуз на борци Гостивар и во името на граѓаните продолжувачи на традициите од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и во моје лично име, им го честитаме 18 ноември, денот на ослободувањето на Гостивар. Букети цвеќе на споменикот на паднатите борци од НОВ положија делегации на боречката организација и на ВМРО ДПМНЕ. Чествувањето на 18 ноември продолжи со поклонување пред споменикот на народниот херој Чеде Филиповски Даме и спомен плочата близу црквата на плоштадот во Гостивар, поставена во чест на 6-мината активисти од Народно-ослободителната војна, кои биле стрелани во предвечерието на ослободувањето на градот.
Тетовци од различни генерации се обединија за заеднички да придонесат кон одбележувањето на Денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември. И во услови на пандемија, Тетовскиот сојуз на борци, заедно со граѓани продолжувачи на традицијата, подготвија пригодна програма, која ќе се емитува вечерва во 20 часот на телевизија Кисименада. Иако во највонредни околности што можевме да ги замислиме годинава, ние приготвивме со пркос према состојбата со цел да создадеме традиција после успешното минатогодишно издание на Слободно Тетово, после децениска пауза, една пригодна програма, заедно со Сојузот на борци, прекрасни ентузијасти од нашиот град, убава програма, пригодна програма и ги повикувам сите наши сограѓани вечерва во 20 часот на локалните медиуми да се следи оваа програма, заедно да го одбележуваме роденденот на градот, денот на ослободувањето, денот кој што има огромен потенцијал како македонски народ на овие важни простори на нашата татковина да не обединува и да не држи заедно. Овој ден повеќе генерации ги обединува во едно, а тоа е слободата, затоа што своевремено кога гинеле партизаните на тетовските одреди биле на млада возраст. Нивните семејства се изгубиле својата иднина. Ние сочувствуваме како млади со таа болка, а постарите кои што дел се и современици на тие трагични и тешки моменти за нашиот народ, имаат свежи спомени од она што го слушнале како непосредно сведоштво. Така да ние денес ќе подсетиме на тие тешки моменти од нашата национална историја преку драматизации, ќе имаме и музички точки, а и значени тетовчани кои што творат во различни области ќе кажат нешто што е за нив слободата, како го доживуваат својот град, нешто повеќе за љубовта кон Тетово. Сите со големо задоволство прифаќаат да бидат дел од манифестацијата Слободно Тетово. Иако втора година ние се трудиме да имаме инклузивна организација и секоја година да го шириме бројот на учесници. Практично сите што минатата година беа дел од проектот и годинава на некој начин се вклучени и се дел од проектот, но има и многу нови. Следната година се надеваме без маски и со настан во живо ќе можеме да одбележуваме заедно. Гостиварскиот муфтија Шакир Фетаху е новиот поглавар на исламската верска заедница во земјава. Изборот за нов прв човек на ИВАЗа доаѓа половина година по разрешувањето на Сулеман Реджепи. Шакир Фетаху, досегашен вршител на должноста поглавар и гостиварски муфтија, денес беше избран за нов прв човек на исламската верска заедница во Македонија. Фетаху на изборот за поглавар доби мнозинство гласови и го победи против кандидатот, тетовскиот муфтија Кјани Несими. Во изјавата дадена по изборот, новиот поглавар вели дека ИВЗ ќе се посвети и ќе работи во служба на верниците и граѓаните и со мудрост ќе одговори на сите предизвици што ги носи времето. Денес е одличен ден за муслиманите. Денес победи ИВАЗа. Денес победивме сите. Од денес имаме голема доверба и одговорност да го представиме исламот во неговиот оригинален и традиционален дух. Нашиот пат ќе биде знаење, транспарентност и неуморна работа во служба на верниците и граѓаните. Тоа ќе биде ИВАЗа, која со мудрост ќе одговори на сите предизвици што ги носи времето. Според статутот на ИВЗ, поглаварот се избира со гласовите на сите муфти и раководителите на верски институции, кои се 21. Поддршка за Фетаху денес дадоа 18 од нив. Изборот за нов поглавар на ИВЗ доаѓа половина година по разрешувањето на Сулеман Реджепи, кој првпат стана реиз во 2006 година, а потоа беше и реизбран. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска потпиша 10 нови договори за грантови со општините. Тука се вклучени и општините Јегуновце, Теарце и Желино во еден од договорите. Шахпаска истакна дека на овој начин социјалните услуги се приближуваат до граѓаните. Продолжуваме со потпишување на дополнителни 10 договори со општини од државата, пред се рурални општини. Тоа се општините Чучер, Сандево и Бутел во еден договор, Јегуновце, Теарце и Желино
Крива Паланка, Кичево, Македонски Брод, Центар Жупа, Струга, Демирхисар, Кавадарци и Струмица, значи дополнителни 10 на првите 7 договори. До крајот на годината ќе заокружиме бројката од 24 договори со општини од нашата земја кои што се јавија на јавниот повик објавен од страна на Министерството за труд и социјална политика. Општините со потпишувањето на денешниот договор презедоа обврска во рок од 5 месеци преку општинските координатори, преку обука и едукација на даватели на услуги да овозможат, почнувајќи од 1 април, пружање на социјалните услуги во домовите на стари, изнемоштени лица, во домовите за лица со попреченост, како и поддршка на старите лица во дневните центри за стари, меѓутоа и поддршка на лицата со попреченост во дневните центри. Ова представува сериозен исчекор и во еден друг правец, кога сакаме да ја намалиме невработеноста. Дава можност за ангажирање на граѓаните во нивната локална средина, преку вклучување во овие сервиси даватели на услуги, да можат да најдат своја екзистенција, односно да обезбедат пристоен износ на средства за нивно нормално функционирање. Попова шапка оди на продажба, но нејасно како. Познавачите се жалат што нема желба за развој со наши пари. Повеќе од новинарката Милена Вуческа. Кој и зошто се игра со попова шапка? Бројни реакции во јавноста по најавата на премиерот Зоран Заев дека центарот ќе оди на продажба. Се уште е нејасно ниту на кој начин ќе се продава. Ако тоа се прави за затворање на буџетскиот дефицит е крајно несериозно. Шапка има потенцијал и може да се развива и со наши пари, но за тоа нема желба, ниту интерес, велат познавачите. Уште нашите политичари, нашите функционери или управители на попова шапка скинцентар не знаат дека каква добивка може да има ако тоа профункционира како што треба. Ги имаме центрите околу Копалник и Банско и знаеме какви приходи влегуваат годишно таму, а за жал попова шапка какви губитоци има годишно. Таа споредба кога тие луѓе што се во тие функции управување на тие институции, тогаш ќе може да се промени попова шапка. Дека центарот може да работи рентабилно потврдува и поранешниот директор Петре Димитриевски. Со малку ангажирање и проекти за развој, шапка може да блесне, но за некој најлесно е, вели, да се продаде. Жичарите секогаш биле рентабилни. Значи, преку жичарите ние ги ваѓавме, ги остаруваме по личните доходи и трошоците. 2 години на попова шапка, ја кој сум бил директор, биле 2 години, завршните сметки беа позитивни. Шапка е рентабилна. Само да дојда луѓе кои што ја сакаа шапка, кои што издрснале на шапка, само тие може да рекорда со шапка. Идејата за продажба на центарот се врти веќе со години, но без конкретни чекори. Шапка која има огромен потенцијал, очајно бара инвестиции и развој веќе долго време, но досега речиси се е само на хартија. Едно е сигурно, дека оваа заспана убавица заслужува да и се врати сјајот. 133 лица се казнети за неносење заштитни маски, информираат од СВР Тетова. Полицијата пронашла и кокаин кај 20 жители на Тетовско Боговиње, а лишиле од слобода и 2 лица осомничени за кражби. Во текот на изминатото деноноќе за неносење заштитни маски на вкупно 133 лица, 64 од Тетово и 69 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 134 од Тетово и 83 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 1238 од Тетово и 663 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 23 часот и 15 минути на локалниот пат за Тетовски Пирок, полициски службеници лишиле од слобода 31 и 30 годишникот Тетовско Боговиње. При нивелни при преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки во кое се превезувале, им бил пронајден кокаин. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто против нив ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 18 часот и 10 минути во Гостивар, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 47 и 46 годишникот Скопје по претходна пријава дека денте извршиле кражби во гостиварски продажни објекти. При лишувањето кај нив биле пронајдени одземени повеќе производи кои потекнувале од пријавените кражби, двајцата скопјани за кои постои сомнение дека се извршители на повеќе други кражби на гостиварското подрачје се
задржани во полициската станица Гостивар. Се расчистува и документира случајот и ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Фудбалската репрезентација на Македонија за играчи до 21 година ја совлада Црнагора со 2-1 и го освои второто место во групата, но сепак не обезбеди пласман на Европското првенство. Македонската фудбалска репрезентација за играчи до 21 година со победа над Црнагора 2:1 ги заврши квалификациите за Европското првенство. Со оваа победа Македонија заврши на второто место на табелата, но сепак нема да игра на континенталниот собир. Надпреварот го отворивме одлично и уште во 13-тата минута Марко Ѓорѓиевски ја донесе Македонија во водство од 1:0. На 2:0 зголеми Бојан Миовски во 78-та минута од пенал. Конечниот резултат беше поставен во 86-та минута, кога Никола Крстовиќ го постигна почесниот погодок за Црнагора на овој надпревар. Последен ваков надпревар, последен ваков одигран циклус. Мислам дека момците докажа дека имаат не само квалитети и потенцијал, него и покажа еден фактор плюс, што за жал пак ќе повторам, штета за нив како генерација, дека остана без барем плей-оф за учество на европско, нели по административен план, па се смени форматот на преварувањето на половина од овие квалификации, стварно уште една голема штета, но треба да бидеме горди на тоа што и момците посебно, на тоа што го покажа во овој циклус, и мислам дека немала работа да освоиш 18 бода во оваа група со такви противници кои нели ние доаѓаме и од четвртиот шешир, но ја пак ќе повторам дека ние базата ја направивме уште пред 3 години. Ова е со дел од овие фудбалери ќе биде само дополнување на таа база која веќе и дава резултати и на сениорско ниво. Точно, мислам дека со Израел немавме среќа, а изигравме исто така многу добро, а денеска и денот беше све како што треба и добро тргне, го отвориме на преварот веќе во 5 или 10 минута и имавме уште повеќе шанси, можеше да се отвори поголем резултат да заврши на крајот, но на крај добро испана и среќен сум премногу за мојот деби гол за репрезентација. Мислам дека овој ми е најзначаен гол во оваа година и се надевам дека така ќе продолжам со срце за Македонија. Пред почетокот на квалификациите беше предвидено победниците на групите заедно со најдобрата второпласирана репрезентација да обезбедат пласман на Европското првенство, а останатите 8 второпласирани селекции да играат во баражот. Сепак поради пандемијата на COVID-19 веќе немаше слободни термини кога би се одиграле планираните бараж надпревари, па УЕФА одлучи пласман на Европското првенство да обезбедат победниците на групите плюс 5 најдобро второпласирани селекции. Сето тоа значеше дека Македонија, иако заврши на второто место во групата со Шпанија, Израел, Црнагора, Казахстан и Фарските острови, нема да игра на Европското првенство кое следната година ќе се одигра во Словенија и Унгарија.
Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!